луѓето не престануваат да копнеат, да се борат и да фантазираат за подобро утре, дури и во најлошите услови и во најнеповолните времиња. Деновиве, градот на Скопје чукаше во пулсот на протестите. Од оние на студентите од архитектонскиот факултет до овие антинато протестите, антимилитаристичките, беше во прашање изразување на одредени ставови, одредени светогледи, но за жал работите кај нас во ова општество секогаш паѓаат во замките на дневно партиските или политичките интереси. Тоа ми беше само некаков повод да размислувам и да подготвам тема за идеологијата на младиот човек. Идеологијата не сватена како одреден легитимитет на доминантна или политичка моќ, туку повеќе за идеологијата сватена во една филозофска смисла, како систем на значења и вредности во ова универзална перверзија во светот во која што живееме денес. За младите меѓуидеолошките и политичките фронтови, за алтернативните движења и естаблишментот, за субкултурата во Скопје. За тоа ќе зборуваме во денешното издание на емисијата Пулс. Останете да видите кои се мои вечерашни гости. Таа играше во филмот Прашина на Милчо Манчевски. Повеќе мина од нас ја паметат од таму. А моментално игра во две представи на репертоарот на Македонскиот народен театар Фигаро се разведува и Марасат. Последниот нејзин проект е филмот на режисерот Васил Христов Вуси, кој што го снимавте сега скоро. Николина Којача, добро ми дојдовте. Да, добре те најдовме. Како помина снимањето, веќе последните фази подготовки се веројатно сега влегува во процес на монтажа филмот? Да, па помина напорно, тешко, како што поминува еден проект кој што се снима за ич пари, односно за минимум за кој можеш да снимиш некој филм. Так, ама ние ќе зборуваме овде за идеологија и за верување и за идеали, парите не се важни. Така да, види, не е дека не се важни, важни се, али напорно е. Напорно е све што правиш од некаков тип на ентузијазам во денешен свет, во денешно окружување е напорно. Да. Добро е кога уште не има ентузијасти понекогаш, барем по потреба. Ќе цитирам дел од негова колумна, ги има многу на број. Интересно е вели што кај нас докажаните во наводници борци за човекови права, кога ќе влезат во партискиот барабан, за кратко време забораваат на се што правеле претходно. Тоа е можно затоа што за жал јавното мислење е далеку од зрело и со подолго паметење. Играјќи на картата дека се заборава за кратко време, односно дека се што вчера важело денеска веќе не игра. Се менуваат принципите, уверувањата, па идеолошките определби. Тој е моментално директор на библиотеката Браќа Миладиновци, дипломиран филозоф. Моментално ја подготвува својата четврта книга. Наскоро ќе биде и доктор на науки по меѓународна политика. Филип Петровски, добро ми дојдовте во Пулс. Добро вечер, благодарам за поканата. Ми се допадна на ваша последна изјава, сега скоро ја слушна. Велите, не дозволувам политиката да ме определува, да ме обземе и да биде единственото нешто по кое ќе ме препознаваат. Па да, јас имав среќа или несреќа млад да се замешам по игра на судбина во политичките води. Бев прилично неискусен за тие подметнувања и местења што ги носи политиката, така наречените кулуарски игри. И како што влегов, така и излегов од тие игри и сватив дека за разлика од она што е мерило во Македонија да бидеш некој нешто во политиката, во животот би требало нешто сосема друго да те определува, некои потрајни вредности. Бидејќи политиката доаѓа и заминува. Тоа се мандати, делови од мандати или евентуално ако сте премногу упорен неколку мандати, но тоа не може да биде животна вредност. Ќе ми биде драго ако со вас исто успеам да разговарам од еден не политички дискурс, туку чисто идеолошки дискурс, ако веќе зборуваме за оваа тема. Апсолутно, за тоа сум тук. Добро, одиме овде со интервјуто кој што го направив со професорот Љубомир Цуцуловски, професор од филозофскиот факултет, и потоа ја отвараме темата во студиото на Пулс. Еве што вели професорот Цуцуловски, во што веруваат младите луѓе? Професоре, се веле, кажи ми во што веруваш, па да имам доверба во тебе. Во што веруваат денешните млади луѓе? Ми се чини дека генерално, значи не и во секој случај, но сепак генерално, отсутствува оно што се означува некаков идеал или некаква идеологија,
кај младите, освен можеби, иако ќе делува преостро, идеологијата да се нема никаква идеологија или вредноста да се нема никаква вредност, значи како да влада една бескрупулозност, битно е да се дојде до одредена цел, битно е нешто да се постигне. Последно време, оно што мене ми остава снажен впечаток, но гледам и кај другите, тоа е не само зачестаниот број на убиства и самоубиства, туку дури една наобична комбинација на убиства и самоубиства. Тоа говори значи дека живееме во едно општество во кое се крајно веќе разнебитени не само вредностите, туку и перспективите на луѓето. И некои истражувања покажуваат дека и медиумите тука имаат свој придонес. Она што во литературата за медиумите се нарекува секундарна виктимизација. Со самото пренесување на чинот, вие можеби подсвесно ги охрабрувате оние кои што се во некаква недоумица за да го сторат истото. Како и да е, да не навлезам во друга тема, но медиумите не бомбардираат некако со таа константна потреба на напуштање на некои стари парадигми од една страна, од друга страна координатите ни се толку хаотични што ми се чини дека и младиот човек се наоѓа меѓу раскрсницата на новите предизвици и старите навики. Начелно сметам дека нема стари и нови парадигми, затоа што парадигмата не убивај, парадигмата не кради, парадигмата не лажи, парадигмата не врши прељуба, ако си вистински влюбен, ако си вистински, автентичен брак, не се ниту стари, ниту нови парадигми, ниту пак христијански парадигми, туку тоа се општо човечки парадигми или вредности. Сега се заменуваат со некои квази, јас би рекол, вредности. Човекот колку што е несреќен кога не е љубен, макар што ова можеби некому ќе делува утописки, толку исто така несреќен кога не љуби. Човекот не е само суштество кое сака да добие и да прими нешто, туку кое сака воедно и да даде. И за жал денеска се форсира една вредност во која е битно да се има, а не да се биде, да се добива, а не и да се дава. И ние веќе сме ја заборавиле. Да, некако живееме во идеологија на конзумеризам. Ако да. Би можело да се рече дека денешниот човек е човек конзумент. За жал, не само што сме конзументи, туку сме и пасивни конзументи. И сега така ќе го свртам и прашањето, ако го врзаме за младиот човек. Мислите ли дека младиот човек се повеќе запаѓа во некаква апатичност? Нормално дека ќе запаѓаат во апатичност кога не може да најдат никаква перспектива. Да речеме човек завршува средно образование или високо образование без можност да се вработи, не во догледно, туку во недогледно време, како да му е судбината да биде вечито невработен. Од друга страна, велам, напуштање на тие универзални вредности. Од тука резултира таа апатичност, таа незаинтересираност, таа свртеност кон самиот себе си, заборавајќи пак повторувам дека јас мојот егоизам можам да го остварам само преку алтруизам. Јас не можам да очекувам да бидам љубен ако јас некако не љубам. Јас не можам да очекувам некој да ми подари внимание ако јас самиот не се однесувам со внимание кон другите. Да, да се има, а не да се биде, за жал. Во што веруваат младите луѓе? Јас мислам дека младите луѓе веруваат во себе. Или би требало да веруваат во себе. И мислам дека секој, у денешно време некако секој си има некоја своја интимна, приватна идеологија. Не можам да кажам дека во општеството сум приметила млади луѓе со некоја заедничка идеологија и да ги препознавам, некоја група или дел од младина која шири, пропагира некаков тип на идеологија која е заснована на вредностите на самиот човек или на нивната идеја у некој подобар свет, а при тоа да биде аполитична. Да. Филип? Практично бесконечната транзиција сега ќе почне во многу негативна конотација, низ многу негативна призма да ги покажува своите резултати. Македонија ќе има многу брзо можност да запознае генерација која што е родена и расна